Да, се враќаме повторно во студиото, минути предвидени за вториот разговор. Мој денешен гостин е господинот Владимир Караев, председател на Сдруженијето Рубикон. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата. Темата на која што сакам да говориме е широка, меѓутоа мораме да дадеме акцент на значењето на формалното и неформалното образование, особено нели кога се работи за младата популација и голем број на активности кои што вие како Сдружение Рубикон ги практикувате, кои што конкретно и токму се однесуваат на подобрување на квалитетот нели на самиот образовен процес, полесен пристап на учениците преку интересни активности. На што конкретно последно работите? Имате една интересна активност за форум театарот, така се вели, да. Кој што вклучува интеракција нели помеѓу младите лица, помеѓу наставниците, професорите и така натаму. Зашто конкретно се работи? Рубикон е активен како организација од 1999 година, практично веќе наполнивме 25 години. И сме активни во неформалното образование со наставен кадар и со ученици. Секогаш работиме паралелно во училиште и со наставниците и со учениците на различни теми, зависно од тоа каква соработка е во училиштето, какви потреби се детектирани во одредената средина. Исто така работиме во социјала со деца во ризик, деца згрижени во институции, во установи по различни основи, деца без родители, деца во конфликт со законот. Секогаш работиме и со нивните воспитувачи, со стручните служби, како и долгогодишна соработка со Воспитно-поправниот дом во Тетово и со целиот персонал и со децата и младите кои што таму се по било кој основ згрижени. Интересно е тоа што го спомнавте, една од магичните, би рекол, техники, за нас омилена, која што работиме 24 години, е форум театарот. Една од најкреативните техники со кои што најлесно се прави контакт и се допира до нашата целна група. Таа е многу често широка во еден час. Реални теми од секојдневието практично, така може да ги... Зависно од потребите, да речеме влегуваме во училиште, работиме на темата врсничко насилство и тука заедно со со група од учениците во училиштето имаме еден процес низ кој што поминуваат во тој креирање на таа представа, кратки етиди за форум театар. Они всушност споделуваат нивни реални секојдневни случаи поврзани со темата, најчесто во последно време насилство, особено врсничко насилство. И откако се подготват неколку приказни, тогаш настапуваме или во училиште, или во театар, или било каде на отворено место, каде што во публика ги покануваме сите кои што им се на било каков начин поврзани или одговорни за решавање на оваа појава. И тука се нели секогаш наставниците, родители, представници од Центар социјална работа, МВР, за делот за малечка правда, локална самоуправа, здравствен дом, сите кои што на било каков начин се вклучени во таа проблематика. И тоа се интерактивни представи, за разлика од конвенционалниот театар, овде публиката нема пасивна улога и цело време е вклучена во дискусии, но интересно освен што е вклучена во дискусии, каде што им поставуваме прашање како се чувствуваат, што мислат, дали ова е реално што го гледаат, дали им е познато. Во еден дел од публиката има за цел да замени дел од актерите на сцената всушност, оние кои што се жртви или пасивните сведоци. Затоа што, како и во секојдневниот живот, најчесто најголем проблем кај нас се пасивните сведоци, кои што ние ги нарекуваме со учесници на било каква ситуација. И всушност целта на форум театарот е како да не извади од комфортна зона на пасивни наблюдувачи, да ги засукаме ракавите и да делуваме некако. Многу често ние се чувствуваме немокни, мислиме дека не сме доволно силни за да направиме некаква промена, но форум театарот токму тоа ни го покажува, дека со поинакво размислување, со конструктивен пристап, дефинитивно дека можеме многу промени да направиме. И тоа е многу интересно кога, морам да кажам дека од улогите во сите приказни не се менливи само оние кои што го прават создаваат проблемот. Тие секогаш стануваат исти, тие се истренирани да го држат проблемот активен,
за да ги јакнеме нашите социјални вештини да пристапиме кон таквите. И публиката најчесто во Форум театрот влегуваат по еден, по двајца, тројца, ги вадиме нашите улоги и се справуваат со нашиот проблемейкер. И тоа станува толку интересно да публиката знае да го препознае добриот пристап, креативниот, конструктивниот, и многу често публиката ги наградува со аплаузи и овации оние кои што покажале на вистина асертивно однесување, одлично се соочиле со проблемикерите и самите се оснажнуваат, гледаат дека во дадена ситуација и тоа како имаме решение, само што чекаме секогаш некој друг тоа да ни го направи. И тоа се активности кои што допираат до секого. И всушност Форум театрот ја го гледам како огледало. Секој од публиката се гледа себе во огледалото, без разлика во која улога да се наоѓа. Дали некој кој што прави некаков проблем во дадена ситуација, дали некој кој што е жртва и го трпи тоа однесување, или најчесто огромен процент, скоро сите сме пасивни наблюдувачи. И тоа полесно е од комфортната зона да не се излезе, да се гледа одстрана проблемот, иако се знае и се препознава. Да, ама ние во Форум театрот ги вадиме од комфортна зона со задоволство и многу често публиката како фидбек на крај ни дава, вика, ова веќе ни отвара сосема нови видици, самокритично размислуваат, затоа што во било која ситуација да земеме околу нас, најчесто, тоа се правени милиони експерименти, најчесто ние се правиме како да не гледаме. Всушност се гледаме. Дали е тоа корупцијата помеѓу нас, еве претходната тема која што ја следев случајно додека го чекавме овој ред, сето тоа е резултат на нашата пасивност. А тоа значи дека сме ние и тоа како одговорни и соучесници на се она што ни се случува околу нас. Така, но мора проактивно да делуваме и нели отворено да проговориме за проблемот, а не да го оставаме, да ги оставаме проблемите да се наталожуваат. Секако една од најважните работи кои што ја работиме со младите е сакаме да имаме бунтовни млади, да имаме креативни млади, млади кои што имаат критичко размислување и млади кои што ќе бидат асертивни, слободни во секој момент да го кажат она што го размислуваат, она што ги мачи, да бидат учесници во креирање на политиките кои што се одесуваат за нивните потреби. Таква младина ни треба. Моето мислење е дека ние сме дефинитивно одговорни за она што им се случува сега на младите, ама баш заради тоа што во нашето време, во нашето образование не научиле на креативност, на љубопитност, на критичко размислување, туку не училе да бидеме умни и послушни. И затоа сме волку пасивни. И затоа сме апсолутно одговорни за се што се случува. Интересно е, освен на врсничкото наследство што го работиме, или меки вештини во училиштата, од последните години работиме на полето на превенција, справување, детектирање на корупција, уште во училиште, заедно со учениците, со наставниците и секогаш со институциите кои што се исто така одговорни, од локална самоуправа, МВР, Центар за социјална работа и така натаму. Интересно е што младите низ цела држава немаат многу против за корупција, кога станува збор за онаа мала корупција, или треба врска за на шалтер, за не знам побрзо да положам водачки испит и така натаму, и не ја сваќаат на почетокот корупцијата како нешто што е навистина сериозно и опасно. И морам да кажам дека во последните 2 и повеќе години работевме баш во Кочани на корупција, каде што видовме иста слика како секаде. Нели, корупцијата е нешто што ни користи, ни го олеснува животот и немаме ништо против. Многу променивме начинот на работа, затоа што се прилагодивме кон учениците. Викаме на почетокот, кажете ни како оценувате вашето детство од 1 до 10 во Македонија. Ви викат 1, 2, 0, 2, 0, 10. И се викаме, дајте ни 3 термини кои што се за вас као причина зошто младите не се чувствуваат убаво и најчесто заменуваат за државата. И од првите 3 термини најчесто на прво место корупција. И викаме, окей, тогаш како од една страна корупцијата е проблем и ние заменуваме државата, а од друга страна корупцијата е истовремено интересна.
И во тоа неформално образование, наспроти формалното, каде што многу повеќе е засновано на теорија, теоретски предавања и така натаму, ние работиме искуствено сега и тука и се адаптираме спрема ситуацијата. И еден пример, само ќе ви кажам, многу интересен, влегуваме во училиште, еве и во Кочани и меѓу другите градови, гледаме 20 мотори пред училиште, се паркираат ученици, ниеден не вози со кацига, и на работилници ги прашуваме кој од вас вози мотор, креваат рака скоро сите. Кој од вас има водачка дозвола, скоро сите спуштаат рака. Кој од вас вози со кацига, никој не дига рака. И викаме, кој од вас го фатила полиција до сега? И сите дигаат рака. Кој од вас е казнет за прекршокот, бидејќи немате водачка, немате кацига и така натаму? Никој не е казнет. И настанува смеење. И всушност тогаш почнуваме ние со темата корупција. Ова е корупција. И се многу тажно после она трагедија што се случи во Кочани со групата со која работевме, една од учесничките ни прати една порака, вика вака: многу ни беа забавни работилниците, се беше многу убаво, едукативно, само не ја свативме, вика, пораката колку е ризична корупцијата. За жал Кочани ја свати темата корупција колку е тоа навистина сериозно. И еден аманет вика, каде додите кога работите на темата корупција, да го споменете Кочани и она што ние како млади не ја свативме сериозно темата колку е ризична по секој од нас. И затоа кога сакам кажам неформалното образование на овој начин, дали и преку форум театри корупцијата фативме во Кочани, за нас сметаме дека многу е поблиска до луѓето, со целните групи, допираме веднаш до голема, широка маса и тоа нуди неформалното образование, особено со нашите креативни техники, освестување веднаш, одма. Само еден проблем во ова неформално образование, бидејќи ние работиме на секогаш на донации, на краткорочни проекти, на неколку месеци, година, 2 и 3. И најголемиот проблем е што овие проекти немаат одржливост, тоа што нема мониторинг, систем за мониторинг на квалитетот во образованието, и секој проект завршува со завршувањето на проектот и нема одржливост. И сето тоа се враќа пак на пробитна состојба, иако претходно имало и тоа како добар помак. Тоа не е баш на како проблем го гледаме. Значи, сакаме она што го почнуваме во невладиниот сектор да се надгради така, а не да остане така. Да, ние да помогнеме во системот, во едукативниот систем, каде што ќе оставиме како трага и тоа да продолжи без нас. Значи, да ги почувствуваат бенефитите на неформалното образование, но да не бидат зависни од граѓанскиот сектор. И да, имаме ние наставници и наставен кадар кои што и тоа како се вклучени во неформално образование, тоа го продолжуваат, но тоа не е доволен број, затоа што голем број од нив продолжуваат со она класично образование кое што е стриктно насочено кон когнитивните вештини, кон информации, датуми и така натаму, наместо да ги учиме децата на вештини, критичко размислување, љубопитност и така натаму. Нешто што директно во пракса и низ животот ќе можат нели да го применат како позитивно искуство. Па секако, бидејќи освен на IQ-то, нас ни е многу важно и другите интелигенции, мораме да работиме на тоа воспитување, јакнење на емоционалната интелигенција, стабилност, на вештини, социјални вештини, за да младата личност биде комплетно изградена, а не да е полна само со информации, дипломи кои што после тоа нема да имаат никаква голема вредност во иднина. Така. Мора да споменам дека низ годините имаме сериозен проблем, барем според она што е од меѓународните истражувања, дека посебно во пандемијата, дека имаме криза, да ја наречеме, во учењето. Последиците се чувствуваат денес, имајќи во предвид дека катастрофални се резултатите од меѓународните тестирања и тоа клучно се однесуваат на заостанување еве во читање, математика, природни науки. Каде еве според вас мислите дека лежи проблемот на тие некои пропусти или празнини во знаењето, ако може така да ги наречеме? Ја би рекол дека нашата криза се случува многу подолго од овие последни неколку години. Не, реков ова во пандемијата можеби беше така повоочлива, имајќи во предвид дека нели имавме и настава, онлайн настава, па колку тоа сето се нели направи некој своевиден хаос во наставниот процес, потоа имавме време нели на адаптација да се вратиме повторно на значењето на книгата, на значењето на прибирањето, абсорбирањето на информации. Ковид кризата не погоди сите.
секој различно реагираше на таа криза, некој се предаде, некој падна, некој се дигна, некој се излегува од комфортната зона, почна сосема нов живот и на приватно и на професионално поле, индивидуално, кој како беше, како реагираше мобилизирано или не во самата криза. Ова онлайн настава покажа дека, окей, немавме голем избор, ама покажа дека имаме слаби вештини како наставен кадар, за да можеме да се справиме со таквиот начин на предавање, особено кога знаеме дека децата, младите се еден чекор секогаш пред нас во технологијата. Но тога можеме да кажеме дека таа година-две се снајдовме кога се снајдовме. Нашата криза е многу порано. Ја би рекол, главниот проблем во образованието и падот на успехот на глобално ниво кај нас е заради партиските вработувања. Се додека имаме ние партиски вработувања и поделеност на сите основи во образованието и секаде, ние ќе имаме пат, како што веќе имаме, на сите нивоа. Тоа е главниот проблем. А ако видиме наназад до пред 30 години и тоа како имавме добри резултати на исто тоа така на глобално ниво. Ама тогаш немавме ние партиски вработувања. Тогаш наставникот имаше еден друг статус во нашето општество. Но тогаш тоа беше да бидеш наставник, тоа беше почитувана професија која уживаше огромна доверба во и кај родителите на учениците, но и воопшто во средината. Сега наставник може да биде секој, само да го заврши формалното образование и да има некакви релации, врски, коруптивни, политички и така натаму. И само еден пример ќе ви кажам, кога работиме на корупција, самите наставници кажуваат дека кога ги прашуваме, многу сме брутални и искрени со нив. И викаме, добро, има ли корупција во образование? Или наведете ни каде се има корупција во нашето општество? Најчесто, да не кажам 100%, ги наведуваат сите институции. Секаде има корупција, но никако не им текнува дека може би има и во образование. Ќе ги прашаме на крај, а како е образованието во однос на... Вика, може да има некаде малку, бидејќи тука нема многу пари. Дека како со пари ја поврзуваат корупцијата. Но бидејќи работиме искуствен работилнички, доста вежби, активности и дискусии, на крај доаѓаме до констатација дека и тоа како имаме и таму корупција. Нема дом каде што нема корупција, а камоли институција. И така да интересно е самите после тоа самокритично низ шега кажуваат па како нема корупција и да се сетиме како сме ние вработени вика. И самите си поставуваат. Дури кога прашуваме кои се вашите компетенции како наставник во училиштето, бидејќи работиме и со учениците, вика ние сме сите еднакво компетентни. Викам, што значи тоа да сте еднакво компетентни? Па вика сите имаме иста диплома, имаме дури по 20 годишно работно искуство, значи имаме компетенции како што треба. Добро. И сега не гледаат каде ја водиме водата, на која воденица, дури во еден момент некои од нив се лутат, вика дали сакате да кажете дека не сме доволно компетентни. Викам, окей, имаме едно прашање. Ако од утре ово училиште е ваше и вие сте собственик на училиштето, колку од вашите колеги би оставиле на работа? И тука настапува смеење, не баре се на стендап комедија. И Арно му викам, ми требаат бројки, дајте ми процент. Верувале или не? Бројките се скоро секогаш 10%, и тоа ги гледаат вака во лице колегите, вика, простете колеги, од вас би задржал 10%. Значи во лице си кажуваат. Најголемиот процент искажан е 50% до сега. И сите се смеат на тој што ги каже 50%. Што тоа значи? Ние имаме недостаток на вештини. Ние имаме луѓе кои што се образовани, имаат формално образование и компетенции. Но ако самиот наставник каже дека само 10% би ги примил тука кај вас, сите би дал отказ. Тоа значи дека самите кажуваат за квалитет на образованието. Самите кажуваат кој како влегол и кој колку ја сака професијата наставник. Така да, падот на квалитетот во образованието, нити короната го донесе, нити последната влада, нити предпоследната. Туку осамостојувањето на Македонија овозможи еден сосема друг начин на живот, на вработување и корупцијата тука влезе во сите пори. И кога имаме ние луѓе на работно место,
кои што се само за плата, не ја сакаат работата, тогаш нема квалитет. И уште една работа, зборувавме за врстичкото насилство, кое што исто така многу е актуелно, иако е актуелно 25 години, како ние постоиме, додека се уште немаше ни терминологија булинг, врстничко насилство, но ние во последно време гледаме и тоа каков мобинг помеѓу наставниците во училиште. И се парадоксално е, ние работиме врстничко насилство во ученици, а во исто училиште има мобинг, кој што исто така го гледаат учениците. Тоа е како да работиме на семејно насилство. Помеѓу колегите, сакате да кажете, во колективот? Да. И исто како да работиме на семејно насилство, или ги учиме братче, сестриче како се почитуваат, а мама и тато имаат семејно насилство секој ден. Навистина е парадоксално. Така да, тука затајуваат и контролните механизми на сите нивоа, затајуваме на многу нивоа. И со врстничкото насилство, ние приметивме дека работиме со нешто зашто децава ги освестуваме, лесно ги доаѓаме до резултатите и самите не викаат, збориме за врстничко насилство, а ваму што се случува во истата зграда во училиште. Тоа значи дека несериозно и пристапуваме на ситуација. Ти сега ние си дававме одговорност од сега. Работиме со ученици, наставници, родители, ама во исто време работиме и на корупција, на мобинг, не само на врстничко насилство. Затоа што ако работиме само врстничко насилство, не го решаваме проблемот. Мораме заеднички некако. Децата учат од она што гледаат. Искуствено. Не само теоретски. Така реков. Низ рол модел. Ако имаме позитивни модели, децата ќе имат што да учат. Ако не, малку потешко. Така. Во 2022 од она што успеав имате многу активности, значи да видам кај вас имавте една програма за мировно образование, односно таа на првата детска амбасада Мегеш имаше. Имено покрај сето ова што го споменавме, дека треба нели во секоја активност да бидат вклучени и наставниците и децата за да има една за целиот тој процес да биде проактивен помеѓу сите чинители. Меѓутоа, она што не очекува, морам да го напоменам, е предизборието. Децата го прават практично она што го гледаат од нас повозрастните. Верувам дека наративот кој што ќе се користи во предизборниот период ќе ги на некој начин ќе допре нели до сите семејства, до сите граѓани, вклучително и до децата. Која би била пораката особено во еден ваков сензитивен период кој што ќе не очекува, имајќи во предвид она што споменавте и преку социјалните мрежи, и преку брзиот развој на технологијата, веќе на децата практично се им е достапно, па некогаш имаме чувство дека тие знаат многу повеќе од нас и многу побрзо ја добиваат информацијата. Каде да се детектира тука и каде да се стави да се апострофира, да не дојде до некој проблем во кој што директно ќе бидат засегнати децата? Децата, ако ги учиме на критичко размислување, на љубопитност, на асертивност, они многу добро знаат како да постапуваат, не само во предизборие и на избори, него не велам тоа е период кој што сега не очекува, затоа го. Да, секако. Баш онака да ги вклучуваме во процесите на донесување на одлуки, но не само тогаш кога нас не треба. Ние ги вклучуваме најчесто кога е предизборна кампања. И со блага манипулација, со пак некаков вид на корупција. Но тоа треба да го правиме континуирано. Тоа ми исто како кога ние сме активни во селата во руралните средини каде што нема пат, само тогаш кога имаме избори, кога ветуваме, а после тоа ги забраваме. Или децата од установи даваме пакетчиња за нова година, а после тоа 364 дена пак ги забраваме. Значи, ние во континуитет, ако работиме со децата, на нивната асертивност, слобода на изразување, ние нема да имаме проблем со оваа младина. Но можам да кажам дека јас се уште се надевам во нашата младина дека ги исправи нашите грешки, што ние ги направивме, они ги чувствуваат. Да не се злоупотребат практично, да речам, во предизборни цели, а сепак да се слушне она што рековте нивното. Како што кажавте, они се секогаш, особено во последните години, чекор пред нас. И заради користење на новите технологии.
Мислам дека се они многу послободумни, по-креативни од нас, па дури по-критички расположени. Дури затоа викаат нашава генерација, како и секоја повозрасна, младиве нешто не ни ги бива, нешто не се како нас. Не да е Боже да се како нас. Оти ние кога бевме млади, еве сега сме во оваа зрела возраст, ние го оставивме на младите ова што го оставивме. Јас се надевам дека младите ќе ги исправат нашите грешки и ќе учат од нашите грешки. Само треба да им дозволиме и да им бидеме ветар во грб, за да они тоа го направат. Но не да им бидеме кочница, не да им кажуваме што треба, бидејќи ние да знаевме што треба, ќе направевме на време. И искрено сум позитивен дека има доста млади луѓе кои што го покажуваат на различни начини. Секојдневно ни одржуваат лекции. Видовме неколку примери во само последниот месец, каде што млади излегуваат со телефони на улица и реагираат на институциите да си ја завршат својата работа, за која што се платени. Додека возрастните поминуваат низ тој простор во истото време, не реагираат. Но младите, за само неколку минути или час, они го решаваат проблемот. Затоа викам, младите ќе го решат ова за пократко време од она што ние го требаше да направиме. Иако го спомнавте да мирното образование е една од активностите каде што ние сме редовно вклучени со прва детска амбасада Меѓаши и од таму почнавме всушност да работиме со возрастни наставници на булинг. Тоа се една, би рекол, армија од наставници кои што се полни со неформално образование, полни со креативност, асертивност, професионализам и љубов кон професијата. И со нив го почнавме прв пат форум театарот за мобинг, кој што патуваше во неколку градови, каде што беа присутни и министри, советници, локална самоуправа, градоначалници, институции и така натаму. И тоа се наставници кои што јас ги викам змаеви во својата област, кои што прават промени. И додека ги имаме таквите наставници, исто така имам јас и апсолутно надеж дека образованието ќе биде подобро. Само треба политиката да биде подалеку од оваа фела, затоа што наставниците знаат како. Само некој да им даде малку слобода на своето работно место. Ви благодарам многу за тоа што бевте денеска гостин во нашата емисија. Верувам дека ќе имаме и следни прилики, особено да разговараме за вакви интересни проекти кои што, како што и низ разговорот можам да заклучам, ќе се сложиме, треба да се надградуваат, а не да останат нели како некоја еден завршен проект и толку. Верувам дека им ќе се пројави интересите за поголема поддршка на вакви проекти и за проширувањето во рамките не само на вашето здружение, туку и во рамките на целиот образовен систем. Учењето не сме да застане. И среќа што тоа многу од училишта добро го знаат и наоѓаат начини како да се надградуваат на различно ниво, за разлика од порано. Така да се надеваме дека ќе бидат работиве поарни. Јас сум оптимист, како и секогаш, колку што сум критички настроен и сфрустриран од она што се случува, исто така сум мотивиран за правење на некакви промени. И сум оптимист. Така, и благодарам многу за поканата. Така, да бидеме промената што сакаме нели да ја видиме во светот. Да почнеме од себе, секако се согласувам. Благодарам. Ве благодарам и јас уште еднаш. Почитувани, правиме повторна кратка пауза, но се враќаме во студиото, бидејќи имаме уште еден гостин и уште една интересна тема. Останете со нас.